Време и за последниот разговор во денешното издание на Македонија на утро. Агенцијата за катастар на недвижности е државна институција, но сепак користи средства од меѓународни фондови, чија цел е да го зголемат и подобра квалитетот на своето работење. Во денешното издание на Македонија на утро гостинка ни е Татјана Ценова, инаку државен советник за координација на меѓународни национални активности и стратешко планирање, да не погрешиме. Разговараме за меѓународната поддршка која што ја добива Агенцијата за катастар на недвижности како редовна рубрика секоја среда во утринската програма. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата. Нека биде тој првото прашање. Каква меѓународна финансиска помош добива агенцијата? Да, како што спомнавте, во изминатиот период, сега и во иднина, како што е планирано, Агенцијата за катастар на недвижности соработува скоро 15 години со меѓународни финансиски организации и институции заради спроведување на реформите кои беа неопходни. Имено реформите во Агенцијата за катастар започна уште 2003 година по објавувањето на интернационалниот извештај на организацијата ФИАС за привлекување на странски инвестиции, каде што беше посебно нагласено дека пречка во Република Македонија во тој период за привлекување на странски инвестиции е невоспоставениот катастар на недвижности на целата територија на Република Македонија, што претпоставуваше неразвиен пазар на недвижности. Во таа насока, тогашната влада на Република Македонија со поддршка на Светска банка обезбеди кредит и реформите почна во 2004 година. Светска банка ја финансираше реформата во Агенцијата за катастар на недвижности во две фази, почнувајќи од 2004 година и основната цел на тие реформи првично во првата фаза беше восстановување катастар на недвижности на целата територија на Република Македонија, а во втората фаза беше дигитализација на катастарските планови. Во функција на комплетно спроведување на реформите, во секој сегмент на работење на агенцијата, беа обезбедени и разни донации од други држави, како што се, морам да ги спомнам, Царството Јапонија, Кралството Холандија, Кралството Шведска, преку својата интернационална агенција за развој СИДА, кои финансира, како што реков, одделни сегменти во реформите на агенцијата, вклучувајќи ги и обуките на вработените, обуките на приватниот геодетски сектор, кој профункционира како една основна цел на спроведените реформи и ги подоцна и професионалните корисници на нашите услуги. Реформите, кои беа спроведени во Агенцијата за катастар на недвижности, беа препознаени од Светска банка. Ние добивме и награда за спроведените реформи, станавме лидер во регионот за најбрзо спроведени реформи во областа на катастарот, така да во изминатиот период, во периодот, после имплементација на реформите, имавме доста посети од странски земји, кои беа посочени од нашите донатори, од нашите финансиери, и ние бевме домаќини, каде што гостите од различните земји, дури од Латинска Америка, учеа за реформите спроведени во областа на геодезијата, правото, односно земјишната администрација, како што ќе кажеме. Не случајно ова го споминавте, меѓународните организации даваат строго наменски средства кои што треба да се оправдаат, и добро е да споменеме дека во рамки на спроведувањето на реформите ги имаме, ајде да речеме, позитивен сигнал од оние кои што ги даваат парите. Агенцијата за катастар е членка на меѓународни организации во областа на геодезијата, активна е на многу настани, и веќе го споменеме последниот во март годинава бевте во Вашингтон. Што се случуваше таму, на кои теми се дискутираше? Така, прво за спроведените реформи би сакала да кажам дека бенефит од спроведените реформи има не само Агенцијата за катастар на недвижности, туку и самата држава во целина, бидејќи тоа е препознаено и во меѓународните извештаи, вклучувајќи го и Doing Business. Агенцијата за катастар на недвижности е спомената како една од клучните институции која е спомената во индикаторот регистрирање на имот,
ние секоја година, добивајќи го извештајот на Doing Business на Светска банка, во координација со Министерството за финансии, оваа година и со учество на Министерството за транспорт и врски и градот Скопје, како клучни институции во овој индикатор регистрирање на имот, и во рамките на формираната работна група предложивме мерки до владата на Република Македонија, кои сметаме дека ќе го подобрат рангот на Република Македонија во наредниот извештај Doing Business на Светска банка. Мерките кои ги предложивме беа измени на законот за катастар на недвижности во функција на подобрување на квалитетот на податоците за недвижностите, вклучувајќи го и институтот поплаки, односно исправка на грешки настанати при запишувањето на правата на недвижностите и зголемување на бројот на запишани права во катастарот на недвижности кој го одржува Агенцијата за катастар на недвижности. Во предложените мерки имаше и чекори за кои надлежност имаат Министерството за транспорт и врски, посебно градот Скопје, кои значи во изминатиот период направи реформи во процедурите, така да ние оценивме дека е потребна поголема промоција и една од предложените мерки и за Агенцијата за катастар на недвижности и за градот Скопје беше промоција на спроведените реформи. Очекуваме да го подобриме рангот на Република Македонија и генерално, значи во извештајот и во индикаторот регистрирање на имот. Втори дел од прашањето се однесуваше на... Агенцијата за катастар е долги години членка на меѓународни институции. Тоа е една од придобивките на реформите, бидејќи во минатото агенцијата беше доста затворена институција. Сега сме свртени кон регионот, значи кон Европа и така да нашата соработка и регионална и меѓународна е доста развиена. Членки сме на познати институции, меѓународни институции од областа на геодезијата и земјишната администрација, како што се Еврогеографикс, интернационалната институција на геодетите ФИК и на работната група за земјишта администрација при Обединетите нации. Ова членство на агенцијата е одлична прилика да се промовираат реформите што се спроведени во агенцијата, но и да се разменат искуства од областа на геодезијата и земјишната администрација, да се споделат искуства. Ние сме секогаш присутни на меѓународни конференции, конгреси, работилници, каде што ги презентираме, активно значи учествуваме, ги презентираме спроведените реформи. Така да оваа година, како што споменавте, по седми пат агенцијата беше присутна на годишната конференција на Светска банка за земјишна администрација. Оваа конференција е конференција која ја организира Светска банка и затоа се одржува во Вашингтон, во управната зграда на оваа институција. Ова е огромен настан, каде што учествуваат над 1000 учесници од сите континенти и тука се присутни представници на разни држави, министерства, локални самоуправи, агенции за катастар и е одлична прилика да се развијат нови познанства, да се разменат искуства, да се слушнат глобалните политики и исто доста битно е да се одржат веќе воспоставените добри релации изградени на повеќе годишна доверба при работењето со Агенцијата за катастар на недвижности. Веќе навлековме во терминот за вести, но сосема накусо, кои се приоритетите стратешки на Агенцијата за катастар на недвижности во моментот? Стратешките приоритети се содржани во стратешкиот план на Агенцијата за катастар на недвижности 2018-2020.
Тие се во корелација со приоритетите на владата на Република Македонија, тоа е економски раст, зголемување на продуктивното работење, зголемување на вработеноста, имплементирање на трите битни регистри, регистрот за просторни единици, адресниот регистар, регистрот на население. Согласно годишната програма која произлегува од стратешкиот план, годишната програма 2018 за работа на агенцијата, оваа година не очекува донесување на комплетно нов закон во кој ќе се регулира геодетската дејност, а тоа вклучува и донесување на подзаконски акти. Исто така не очекува воспоставување на адресниот регистар, ажурирање на регистерот на цени за купнини во функција на масовната проценка на недвижностите. Така да во главно агенцијата ќе се фокусира кон зајакнување на институционалните капацитети и градење на брз, ефикасен и сигурен електронски геодетско-катастарски информационен систем. Ние секако ве следиме во Чекора, со сето оно што ќе биде како ново во агенцијата, ќе го испромовираме во утринската програма. Благодарам за денешното гостување. Благодарам вас. Ќе ве задржам со Саманако, го најавуваме третиот и последен информативен блок, еве што е ново во земјава и светот.